Добар ден, председателе. Дали може на почеток да ни кажете што е минималната потрошувачка кошничка и на кој начин се пресметува? Пред се благодарам за поканата и за можноста да зборувам пред вашиот медиум. Синдикалната минимална кошница е статистичка операција која Сојузот на синдикатите на Македонија ја пресметува за прв пат во 2011 година и е една од основните причини за донесување на законот за минимална плата. Со други зборови, пресметката на синдикалната минимална кошница на сите тогашни креатори на политиките им покажа дека во Македонија не се живее добро, како што милуваат да кажат политичарите и тогаш и денес. И таа беше можеби единствениот релевантен показател за тоа што му е потребно на едно 4-члено семејно домаќинство. Зборуваме за деловите храни и пијалоци, култура, подмирување на режиските трошоци и така натака и така натака. Тоа што ние го правевме успешно од 2011 година, го надградивме во 2023 година, кога еден поранешен министер за економија, еден поранешен премиер, го нападна Сојузот на синдикатите на Македонија со тоа дека на едно 4-члено семејно домаќинство во тој период не му биле потребни 43.000 денари колку што изнесуваше вредноста на кошничката, туку дека можело да се преживее со далеку помалку. Тоа што го надградивме со додавање на некои најнеосновни работи во истата, како интернет, телефонски услуги и слично, нешто што за жал во тоа време го немало, како тоа да можете да им купите по еден хамбургер на децата во месецот, да заминете 7 денови на одмор во Дојран и слично, нешто што не беше претходно пресметувано. За наша среќа, пресметката, односно методологијата, не се допаѓаше ниту на претходната влада, не се допаѓа ниту на сегашната. Меѓутоа, делот за храни и пијалоци и тогаш и денес покажува дека се движи некаде во висина на една минимална плата, што ќе каже дека доколку едно 4-члено семејно домаќинство има само еден работник и тој е платен близу до минималната плата, значи тие не можат ни лепи вода да си купат, а не па да си овозможат некои најнеосновни потреби на крајот на криштата за да се почувствуваат достоинствено и да можат да не размислуваат во тековниот месец. 63 категории на производи се составен дел на статистичката операција, чии цени ние ги следиме само на тие 63 производи. Еден вид на сирење, еден вид на кашкавал, еден вид на леп, ориз и така натака. И во период од месец во месец и во период од 12 месеци следиме дали вредноста на тие производи се зголемува или се намалува, дали мерките на владата даваат или не даваат на крајот на криштата резултат. Меѓутоа, тоа што функционерите очигледно не го сваќаат е дека кошничката не покажува што му е потребно на едно 4-члено семејно домаќинство и дека тоа треба во секој месец да ги купуваат тие основни прехранбени производи, 63, и од тие 63 со некоја магија да прави ручек, поедок и вечера за семејството. Например, ќе кажам некои податоци, например, имате на дневна основа некои 20 на грама сирење, 20 на грама кашкавал, половина јајца ако распределите операцијата на 30 денови во месецот или на 365 денови во годината. Меѓутоа, тоа што знаеме е дали на една табла јајца вредноста се намалила или се зголемила, или пак на оние кои од владата у последниот период ги споменуваат црешите. Например, имате 22,5 денари цреши во пресметката месечно, меѓутоа тоа не значи дека цреши ние јадеме во зимот. Тоа значи напротив дека кога е сезона, како овоше го имаме во методологијата и на таков начин покажуваме дали вредноста на тоа овоше оправдано или неоправдано се намалува или се зголемува. Помага многу, 2806 денари во 2022 година, токму минималната плата се зголеми од таа причина. Две минимални плати во пракса би требало да покриваат синдикалната минимална кошница, за да кажеме дека сме направиле нешто како општество. Така, ги спомнавме црешите. Како ги коментирате изјавите на премиерот и на останати функционери дека јадење на цреши е аздисаност и дека оваа потрошувачка кошничка е преобемна, може да се стесни и така да преживува работникот? Да бидам искрен, на почетокот се замислив лично јас како слободен, па и тука во Сојузот на синдикатите на Македонија, да не аздисуваме многу и да не бараме нешто па премногу. Меѓутоа, од пред некој ден кога ја видовме кошничката на владата, со десетина килограми цреши, со некои 600 килограми банани, не знам. Дури и премалку имаме ставено. Значи, ништо не е поразлично, а сте функционер и обичен работник. Слушнав дека и
функционерите требало и да живеат и тие, меѓутоа да не забораваме дека работниците треба да живеат, а не да преживуваат и треба целта на функционерите да им биде токму тоа да им овозможат достоинствен живот, достоинствени примања и плати на работниците за да можат да си вратат ронко од достоинството. Меѓутоа кога гледате дека имате двојни аршини од на сите страни, кога гледате дека за владата е нормално да набави во тони овоши и зеленчука за работниците во 1, во 2 или во 3 килограми годишно, тогаш гледате дека нешто не е добро во општеството. Пак ќе кажам, на почетокот дури и се замисливме да не нешто што правиме во однос на методологијата е погрешно, меѓутоа кога гледаме сега што се набавува владата, можеби владата треба да го отвори ресторанот за сите граѓани, па со нашите мизерни плати да можеме да си овозможиме солидни поедок ручек и вечера во однос на тоа дури и какви се цените за јадење во пратеничкото во бифето во владата или слично. Можеби треба тоа, имајќи во предвид дека се финансира од наши пари, да стане повторно работничка, а не функционерска менза. Така, еве како го коментирате тоа што владата вели дека нема доволно пари во буџетот и во стопанството за зголемување на минималната плата, од друга страна и сами спомнавте дека набавуваат половина тон ореви, 600 килограми банани, 2,5 тони домати и така натака. Видете, истото ни го, да не биде дека е различно, исто е како до сега. Истото ни го вика и претходната влада. Истиот изговор беше нема пари за плати, а за се друго веднаш наоѓаат магично пари и оваа влада не прави ништо поразлично од претходната влада. Пари за нивните добри животи, за нивните луксузирање и слично има. Меѓутоа, за жал, кога ќе дојде ред за работникот зборуваме кој заработува 22.457 денари плата или 567 или кој треба да заработува 24.400 или еве да заработува 30.000 колку што бара Сојузот на синдикатите на Македонија, секогаш нема пари, а нема пари од неколку причини. Во сите нормални држави во нашето опкружување, да не зборуваме во Западна Европа, граѓаните многу малку се занимаваат со политика затоа што можат да си овозможат пристоен живот, добар одмор неколку пати во годината и не се задоени со политичките состојби, со политичките случувања, колку лопати фрлиле, колку ленти исекле политичарите, не се удар на вест политичарите во тие земји, меѓутоа за жал во Македонија некако како да се изместени стандардите на негативна основа и затоа мислам дека во буџетот оваа година има пари за зголемување на платите. Ако го погледнете буџетот како таков, 13,8% е зголемен делот за плата. Тоа значи дека можеби еден од поголемите проценти во зголемувањето на платите оваа година е предвиден во буџетот. Меѓутоа тоа што мене ме плаши е дека пред локалните избори ќе планираат да вработуваат партиски луѓе на партиски позиции, да ги плаќаме ние сите работници и граѓани, за да нема пари за работничките плати за луѓето кои одат на работа и секојдневно ги извршуваат работните задачи и напротив, предлогот на Сојузот на синдикатите на Македонија беше во неколку чекори. Првиот чекор беше да субвенционираат за ние работниците да не изгубиме од придонесите до 30.000 денари минимална плата, а напротив и другите плати да се зголемат за најмалку 6.000 денари да добијат субвенција. Кога веќе владата каже дека во буџетот немаат предвидено пари за субвенции, вториот чекор кој го предложи Сојузот на синдикатите беше да се откажат од придонесите на сметка на работниците и на работодавачите, односно за разликата од тие 6.000 денари, меѓутоа повторно во буџетот по основ на ДДВ ќе ги добијат дел од нив назад. И тоа не ја чини државата, не го чини буџетот ништо за зголемување на платите, меѓутоа ги чини веројатно политички поени, а веројатно заради политички инат. Меѓутоа да се докажувате со синдикат за политички работи не својствено е. Во Белорусија денеска се случува нешто такво и никаде на друго место во Европа и мислам дека Македонија ќе биде дури можеби еден од најлошите примери. Така, кој го блокира според вас зголемувањето на минималната плата? Видете, ние за минималната плата како Сојуз на синдикати на Македонија гласно зборуваме од 1 мај минатата година, кога побаравме 450 евра минимална плата, заради тоа што имавме информации од нашите колеги од регионот дека секаде владите со политичка одлука заради закрепнување од ковид пандемијата и воената криза во Украина планираат зголемување на платите и унапредување на животниот, односно работничкиот стандард на работниците. И знаевме дека доколку 450 евра во тој период не се случат веднаш и сега, дека во 25-та година и 500 евра ќе биде малку минимална плата.
Добро е тоа што само владата беше против зголемување на платите на работниците, додека пак дел од бизнис секторот беше за зголемување на платите, и тоа е охрабрувачки податок. Секоја влада, и претходната влада, не само оваа, беше против зголемување на платите, мислејќи дека ќе нема пари во буџетот и така натака. И работодавачите побараа 31.500 со замрзнување на придонесите. Ние рековме да бидеме фер, имајќи во предвид дека голем дел од работодавачите бараа не само минималната плата, заради тоа што членовите на Сојуз на синдикати на Македонија не се ни блиску до минималната плата. Сакавме да помогнеме на сите работници, пред се на нашите членови, да добијат 6.000 денари зголемување на платите, меѓутоа и работодавачите да можат да го понесат товарот за зголемувањето на платите со ослободување од плаќањето на придонесите. На некој советник во владата му текна дека добро е во тој момент да повлечат Комисијата за утврдување на репрезентативност за Сојузот на синдикатите на Македонија да не биде репрезентативен, односно да нема исто место на масата на која ќе се одлучува работничката судбина или со други зборови, тие ќе јадат, а ние ќе плаќаме на крајот на денот. И тоа што нас многу не револтираше и не загрижи е тоа што еве веќе трет месец, не овој вторник, следната среда ќе ја формираат комисијата, па ќе разговарале со нас, меѓутоа има уште 15 на денови, ако сметководителите почнат да пресметуваат мартовската плата, дури нема ни толку, за да можеме сите работници да добиеме зголемување на нашите плати со мартовската плата. И тоа што загрижува е што владата, како во Стар Рим, не фрли со работодавачите во арената да се испотепаме помеѓу нас, и кој ќе преживее, тој ќе добие дел од колачот на кој ќе се смилува владата, со услов да може владата дури и тогаш да одлучи да не ги зголеми платите или пак да не ги ослободи работодавачите. Ако ние победиме, да не ги ослободи работодавачите од придонесите, а ако работодавачите победат, да не ги зголеми платите на сметка на работниците. Мислам дека во Римското царство заврши тој период кога во арената се фрла луѓето, односно работниците, па се чекаше да преживеат за да се смилуваат овие богативе, да им дадат нешто на сиромашните, и мислам дека лоша политика е тоа што владата, дури политичките спреги ги користи директно преку политичката партија да го нападне Сојузот, да го нападне Слободан како таков. Меѓутоа, тоа го имам кажано неколку пати, ќе го кажам и сега. Дали ако го нема Сојуз на синдикатите во Македонија ќе се живее подобро? Не. Дали ако го нема и Слободан Трендафилов ќе се живее подобро? Нема. Работниците со солзи во очите им кажуваат на вашите интервјуи и интервјуата на другите медиуми дека тешко се живее и дека 500 евра минимална плата е нешто што е неопходно. Тоа ми беше следното прашање. Ако добро паметам, во опозиција ВМРО-ДПМН ги поддржуваше предлозите на синдикатот. Сега кажуваат дека сте на СДСМ, на ДУИ, на Левица, на кои уште не. Има и утрово денеска има лични напади кон вас дека не сте легитимен председател и така натака. Што се промени од тогаш до денес? За тогаш да сте подобни и да имате одлични предлози за зголемување на платата, денеска да сте на сите други освен на ВМРО-ДПМН? Ќе почнем од помалку битната работа. Сојузот на синдикатите на Македонија во континуитет се залага за зголемување на платите, меѓутоа председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија е токму избран за да ги трпи сите притисоци од сите политички чинители, вклучително и од политички партии, не само од владата, да го напаѓаат за да не трпат работниците кои примаат плата 22, сега поново 24, 30 или повеќе илјади денари. Ние сме токму затоа избрани да бидеме први меѓу еднаквите. Јас сум само еден од 620.000 работници, меѓутоа мојата позиција дозволува да ги трпам сите напади на мојот грб за да не го трпат тоа работниците, и се додека е така, тоа е добро. Во конкретниот случај по однос на политичките етикетирани обвинувања, и претходната влада ме етикетираше и ме обвинуваше дека сум човек на ВМРО-ДПМН поради истите причини. ВМРО-ДПМН во тој период како политичка партија се состануваше со нас на неделна основа, ги координиравме сите активности и даваа поддршки, ги предлагаа нашите амандмани, излегуваа со нас на протестите пред Министерството за финансии, пред собранието, кога преку столчиња го изразувавме револтот во генералниот штрајк. На 40 степени не им беше проблем да застанат рамо до рамо со нас, за да добијат одредени политички поени користејќи работничката борба на Сојузот на синдикатите на Македонија. Меѓутоа, веројатно, во тој период очекуваа некој друг синдикат да се бори да организира протести, меѓутоа го немаше никаде.
И денеска веројатно им пречи тоа што сме исто така како до сега подеднакво гласни, пошто ние бевме гласни. Јас сум председател од јули месец 2023 година, од кога повеќе од 35 работнички протести сум организирал, од кога повеќе од 7 штрајкови сум организирал како председател. Да, синдикатите членки на ССМ и работниците го правеле тоа, меѓутоа како председател во мој мандат се случило тоа. Меѓутоа од кога е новата влада, веројатно очекуваа ние да бидеме понизни, да бидеме послушни. Пробаа да не напаѓаат на почетокот лично, не знам колку паметите, уште во август месец бевме нападнати и осудени дека нелогично бараме 450 евра минимална плата, дека нема таква работа, дека државата не може да си дозволи тоа, дека бизнисот патем со кој седеа на маса еднаш неделно не можел да го издржи тоа и дека било многу тешко, а профитите енормно им се зголемуваа. Потоа го извадија еден поранешен председател на ССМ како печурка после дожд да излезе да почне да бара тој да биде председател на Сојузот на синдикатите на Македонија, како тој ќе барал минимална плата само согласно закон. Тоа што следувало дека немало потреба да се бара ништо повеќе. Веројатно си има пазарано како ќе потпише да го нема општиот колективен договор за јавен сектор, за цел јавен сектор да не добие зголемување на плати, да го укине правото на К15 како што го направи во приватниот сектор и слично. Потоа излегува и директно од политичката партија ВМРО ДПМН со етикетирања, иако се обидував и јас лично, морам да кажам, внатрешна борба имав, дали вреди или не вреди да се бориш против таквите злонамерни напади. Една недела беше период кога континуитет еден пратеник, кој патеме платен од наши пари во време на работното време во 11 часот, трчкаше до партиското седиште за да држи пресконференција. Веројатно не ги плаќаме како пратеници од буџетот од нашите плати за да го прават тоа, меѓутоа го прават тоа, па изнесе некои небулозни глупости како Слободан Трендафилов 7 години молчал. Јас сум од јули месец 23 година председател. Како Слободан Трендафилов не излегол да ги заштити вработените во парламентот кој е патен во 2022 година. Се случило една година пред да бидам председател на Сојузот на синдикатите на Македонија. Како Слободан Трендафилов бил во координација со опозицијата, да, точно е, беше во координација со опозицијата, меѓутоа кога оваа власт беше во опозиција и кога даваа поддршка безрезервна на ССМ за растот на платите, вклучително и за растот на минималната плата, и веројатно тоа што ми е најкриво е што на тој човек веројатно и во партија му ги кријат информациите. Тоа што за мене глупаво е тоа што не му кажуваат докрај со кој се координирам во овој момент. Колку пати сум бил на тајни средби во владата на координација со високи партиски и владини функционери, колку пати сум бил на тајни средби во парламентот со исто така негови колешки и колеги кои барале од нас информации. Еве го охрабрувам да ги праша и на следната пресконференција да каже колку пати се случило тоа, за да биде фер и спрема јавноста, меѓутоа мислам дека и фер спрема мене, и на крајот на криштата да ме обвинуваат дека барам зголемување на платите на работниците во Македонија, па тоа не е критика, тоа е фалба. И му се заблагодарувам што ми направи бесплатен маркетинг. Веројатно ќе требаше многу пари да одвои Сојузот за да направиме таков маркетинг и за организацијата, меѓутоа и за мене лично, но еве нешто што можат да направат во наредниот период е тоа што истиот пратеник може да предложи 550 евра. Никој нема предложено 550 евра до сега, да не биде дека сме се координирале со опозицијата, и да го предложи во собрание, а ние како ССМ ќе застанеме целосно позади неговата партиничка група и позади него, затоа што ќе видиме дека со 2000-2500 евра плата се бори за 500 евра минимална плата, а доколку не го направи тоа, се разбира дека првиот од кој ќе побараме оставка ќе биде тој. Така, кои се следните чекори доколку не се зголеми сега минималната плата во сумата во која што барате, бидејќи владата нуди некоја минимално, и сами рековте на пресконференцијата пред малку, срамно зголемување, се срамите да ја изговорите сумата. Кои се следните чекори, дали случајно ќе има генерален штрајк и што ќе се случува на 1 мај? Председателството на ССМ денес имаше состанок на кој дискутираше за овие битни прашања, вклучително и нападите кон ССМ, нападите кон синдикалците, нападите кон синдикалните организации кои се дел од ССМ и така натака.
Тоа што заземавме став е дека како до сега, како што во 2022 година излеговме на отворена и одржавме протест преку отворена седница на председателството, советот и највисоките органи и тела на синдикатите пред Стопанската комора, оттаму заминавме пред владата каде што имавме седница на економско-социјален совет и обезбедивме 2806 денари зголемување на минималната плата. Донесовме одлука дека во месец март, доколку не бидеме слушнати од спротивната страна, доколку не седнеме да разговараме и доколку еднострано ги одбиваат безобразно нашите предлози, односно предлозите барањата на работниците не се тие желби само на слободан, тогаш излегуваме на протест на таков начин, ќе побараме работниците да ни се приклучат да донесеме заедно одлука дали прифаќаме минимална плата од 24.400 и дали прифаќаме платите во јавниот сектор и во приватниот сектор да не се зголемат онака како што сметаат работниците. Дополнително, за да не ни се лутат, имајќи во предвид дека често пати се изнаслушав забелешки дека ние сега работиме и одработуваме за некој друг. Не, ние одработуваме само за работниците. Минатата година на 2 и на 7 април излеговме на протест. Едниот протест беше пред Министерството за финансии за зголемување на плати, пред Министерството, за здравство за зголемување на плати, другиот протест беше заради конфискацијата на работничкиот дом. Толку бевме на претходните што сакаа куќата да ни ја земат. И оваа година да го направиме истото, доколку немаме разбирање до 31 март, а се разбира 1 мај веќе е денот кога секако излегуваме на протест, меѓутоа од случувањата во овој период ќе зависи револтот колку ќе биде голем. Ние покажавме дека не подклекнуваме на никој и покажавме дека не ни интересира која политичка опција е на власт, без оглед на тоа дали е лева или е десна. Се разбира дека на работниците единствениот интерес им е раст на платите, имајќи во предвид дека ние имаме членови на една, на друга и на трета политичка партија кои можеби одат во партија за помош за вработување, меѓутоа секогаш доаѓаат во синдикат за зголемување на платите. Интересот и борбата за корка леп на работниците секогаш победува политички интерес и борбата за политички поени и калкулации. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам на можноста.